Цивил медија. Што за вас представува граѓанското новинарство и како тоа може да помогне во напорите да се подобрат состојбите во областа на доброто владење и почитувањето на човековите права и слободи на локално и на национално ниво? Граѓанското новинарство е многу важно бидејќи самите граѓани реално се првиот и најдобриот извор на информации околу владењето, доброто владење и во случаите на кршење на човековите права и слободи, бидејќи самите граѓани се оние најзатегнати во двете овие главни теми. Самите граѓани почувствуваат добро или погрешно владење, почувствуваат корупција кога има во системот, почитуваат неправда и особено кога некој ги игнорира или ги крши граѓанските права и слободи. Граѓанското новинарство е многу лесно како алатка, бидејќи доволно е една информација, една слика, едно видео, еден документ со кој му се загрозуваат правата на граѓанинот како иницијатива, како пријава, но многу е комплицирано и одговорно после обработката на таа информација, таа вест која пристигнува од самиот граѓанин. После одговорни се редакциите, уредниците, медиумите да проверат точноста, вистиноста на таа информација и да продолжат со понатамошно истражување, обработување на таа информација, па да стигнат до барање одговорност и на крај поправка на таа неправда или погрешно владење, било тоа на локално, било на национално ниво. Особено важно граѓанското новинарство е за владењето, за доброто владење во локално ниво, бидејќи моментално, за жал, националните медиуми многу малку посветуваат внимание на локално ниво, на локалната власт, на локалните проблеми, таму кај што најдиректно граѓанинот е затегнат со тие проблеми и токму затоа граѓаните можат да придонесат во една од, да кажеме, најзаборавените сфери, локалната власт, и можат да придонесат прво со идентификување на тие аномалии, слабости, било на владењето, било на кршењето на човековите права и слободи. Прво, мислам дека обратно треба да почне целиот процес. Прво е важно да има едукација на граѓаните за тоа што е граѓанско новинарство, што е вест, што е новинарски труд, новинарски прилог, како треба да пријават случај на говор на омраза, случај на навреди и разни видови на говор на омраза. И оттаму продолжува после соработката на медиумите, на институциите, на невладиниот сектор и на самите граѓани. Исто така граѓаните треба да се едуцират за идентификација на лажните вести. Преку разни форми треба да им се објасни на граѓаните, да им се објаснува што е тоа лажна вест и како би изгледал точна информација и точна вест за не само граѓаните да пријават такви случаи, туку прво и најважно сами да бидат способни да не консумираат лажни вести, спинови и различни манипулации. Потоа, ако успееме како општество до едно одредено ниво да ги едуцираме граѓаните да знаат да идентификуваат лажни вести, тоа ќе биде најдобриот начин за спречување на лажните вести, затоа што и самите тие произведувачи на лажните вести, било тоа портали, медиуми, локални или национални, ќе се откажат од таквиот начин на работа, бидејќи ќе имат една маса на гледачи и читатели кои веќе ќе бидат свесни и нема да бидат консуматори на таквите лажни вести или пропаганди. Што мислите вие за организацијата и за нејзината работа?
Па може би некои насоки за понатамошна работа и развој на организацијата во овој контекст? За Цивил можам да кажам дека успеал до сега од почетокот, како што ги следиме сите настаните и активностите, успеал да одговори на предизвиците на времето. Тоа што е од почетокот, од формирањето на организацијата, одговара на актуелните теми, актуелните предизвици, што беше борба против нелегалното или контролата на оружјето, па човековите права, медиумска писменост. Сите се теми кои во одредени периоди од оваа историјата биле важни и Цивил успеал успешно да одговори на овие предизвици, да придонесе во општествениот интерес кога станува збор за секоја одредена тема. Мислам дека треба Цивил само да продолжи да ги следи предизвиците и новите теми, актуелности кои доаѓаат од година на година. У последно време тоа претходното прашање што го поставивте, лажните вести и говорот на омраза се најнови предизвици во сегашното време, иако сите мислиме дека живееме во една цивилизирана ера, во една ера каде општеството, народите и па и државите пристигнале одредено ниво на цивилизација, сепак мислам дека сега е најопасно во аспект на говор на омраза. Многу е поистакнато, само што е променета формата, поперфидно се изразува тој говор на омраза. Технологијата овозможила многу по-успешно лиферување на лажните вести, па дури да личат и како сериозни и добронамерни. Лажните вести се представуваат и како истражувања и како општествен интерес, иако имат обратна последица. Моја препорака би била Цивил да продолжи да ги следи трендовите и актуелните интереси на општеството, актуелните предизвици, кои, за разлика од другите во минатото, кога технологијата била во по-почетна фаза, по-ниска фаза, сега борбата треба да е уште условно кажано, борбата треба да биде уште по-сериозна, појака, по-концентрирани, бидејќи во секој ден излегуваат нови форми, нови алатки на извршување на таков вид на пропаганда, борба со лажни вести. Говорот на омразата, јас би рекол дека дури и се институционализира сега, ни доаѓа и од институции, низ регионот, низ светот, доаѓа во облици, кај што дури се представува и како права на граѓаните, а тоа е веќе израз на дискриминација или маргинализација на други граѓани и граѓанки низ светот. Затоа треба сосема нови методи, нови алатки и нови способности да се истакнат, за да се вклучиме сите заедно и како општество во овие нови предизвици на новата ера, би рекол. Цивил медија